Регионални вести на Кисименада телевизија. Ова се настаните на денот. Два од новите случаи со COVID-19 се од општина Тетово и еден од општина Желино. Поддршката против поскапувањето на цената на струјата се зголемува низ целата држава. Во тек е втората фаза за ревитализација на црквата Пресвета Богородица во Лешок. Три нови случаи со COVID-19 се регистрирани во изминатите 24 часа во Тетовскиот регион. Според податоците на Центарот за јавно здравје, два се од општина Тетово и еден од општина Желина. Нови три случаи на COVID-19 се регистрирани денеска во Тетовско, информираат од Центарот за јавно здравје Тетово. Оттаму истакнаа дека два случаи се регистрирани во општина Тетово, а еден во општина Желино. Директорот на Центарот за јавно здравје Скопје, доктор Александар Стојанов, говореше за инфекцијата со COVID-19 која сега често се јавува и кај младите лица. Тој истакна дека лицата кои не спаѓаат во ризичните категории според возраста може да имаат последици од непредвидливиот вирус. Заболувањето кај нив се јавува почесто, бидејќи во овој период токму тие лица се поактивни, вели Стојанов. Мислам дека сега младите се поактивни и се поизложени на вирусот. Стариве, постариве или пензионериве повеќе пазат. Барем гледам во моловиве или во Тинекс, живеам близко до Тинекс, пазарам тука. Постарите купувачи повеќе пазат него помладите. Помладите, знаете како идејата, мене ништо не ми се случува, му се случува на некој друг. Али се дешава, не се дешава, него факт е дека заболуваат и завршуваат у болница, не се сите тешки, почесто се полесни, али тие што ќе завршат на респиратор, они имаат голем проблем. Зошто е тоа така, не можам да ви кажам. Нема ниеден валиден доказ моментално зошто е тоа така, дури и кај луѓе што немаат коморбидитети, дури и кај спортисти луѓе се јавуваат такви нагли промени во здравјето. Тој додава дека животот мора да продолжи, но само со почитување на пропишаните мерки за заштита од ширење на вирусот. По Тетово, Гостивар, Скопје, Куманово и Дебар, иницијативни одбори против поскапувањето на цената на струјата се формираат во Битола, Струга и Кичево. Поддршката се зголемува низ целата држава. Се најавуваат нови протести во петок, велат од Тетовскиот одбор. Покрај поддршката се зголемуваат и барањата на иницијативните одбори против поскапувањето на струјата. На синокешниот состанок кој во Тетово го држаа повеќе одбори, беше одлучено главен приоритет нивното независно тело, како едно од нивните барања, да биде заштита на потрошувачите, а не на компаниите. Во друго време, значи, ова тело треба да работи како, не знам, како комисија, некоја што ќе ги контролира овие поплаки, да види зошто се случуваат работите што се случуваат и зошто се случувале. Значи има луѓе кои не плаќаат струја со години наназад, а има луѓе кои за две сметки ќе се исклучат од мрежата. Значи има некоја голема неправда. Постојат сомнежи информации дека дел од струјата на тие што не плаќаат, ја плаќаме ние што плаќаме. Иницијативниот одбор бара да се укине одлуката за зголемување на цената на струјата, а во меѓувреме поради економската криза предизвикана од пандемијата, истата да се намали, да се земе правото на монопол на компанијата која дистрибуира струјата до потрошувачите, како и да се укине регулаторната комисија за енергетика. Владата вика дека се тие независно тело и не може да ги контролира, но кој ги брани граѓаните во тој случај? Значи, ако не владата, ние сме порезни обврзници и граѓани на оваа земја, кој не брани нас од такви независни институции кои кога ќе им текне ќе ги покачат цените на струјата поради тоа што компаниите сакаат. Значи, затоа треба да се укине ова. Иницијативниот одбор против поскапувањето на цената на струјата го сочинуваат група граѓани, кои за во петок најавуваат нови протести во повеќе градови во земјава. Целосното интервју со Аријанет Џафери од иницијативниот одбор ќе имате можност да го проследите на крајот од регионалните вести.
Во тек се активностите од втората фаза за ревитализација на црквата Пресвета Богородица во манастирскиот комплекс во Тетовски Лешок. Истовремено се работи на финализирање на изградбата на новиот конак и реконструкција на старите конаци. Воедно манастирскиот комплекс се подготвува за престојниот патронен празник на црквата, кој секоја година собира голем број верници. Се ревитализира црквата Пресвета Богородица во Лешочкиот манастир, која е една од најстарите сочувани цркви во Полог. Во тек се активностите од втората фаза во рамки на годишната програма на Националниот конзерваторски центар. Претходно се работеше на отстранување на стариот и дотраен градежен материјал, а во иднина ќе се работи и на обнова на фреско живописот. Проектите кои што ќе се работа на оваа црква се поставување на покрив, дренажа за подземни води, како и реставрација на еден од најубавите фреско живописи во Македонија. И тоа откако ќе го заврши Заводот за заштита на културни споменици, потоа наша задача на Македонската православна црква, на Тетовско-гостиварската епархија и на овој свет манастир, е да го средува интериерот на црквата, што би значело нови кандила, нов престол во светиот олтар и така натаму. И така црквата би го добила повторно својот сјај кој што треба да го има како една од најстарите цркви не само во Полошкиот регион, туку и во Македонија. За жал, тие процеси до сега споро се одвива. Сега се надеваме дека ќе започне да се одвиваат со еден поголем интензитет и на задоволство и на радост на сите православни христијани кои што ја посетуваат оваа црква. Новиот конак кој се гради во дворот на манастирскиот комплекс е во финална фаза. Останува да се уреди внатрешноста на објектот и истиот ќе биде наменет за свештенството, додека верниците ќе можат да престојуваат во стариот конак, чија реконструкција е во тек. Останува внатрешно да се уредуваат деталите, поставување на парното грејење, внатрешното варосување, мебелот, интериерот и останатите работи. Како што гледате надворешно, веќе имаме една целосна и компактна градба. Што се однесува до конакот што е од десна страна моја, тој конак е во фаза на обновување, значи се извадија даските и гредите, треба понатаму да се стават масивни плочи и да се направи преадаптација на внатрешниот простор и овој конак ќе биде целосно ставен во функција на пречек на гости, на православни посетители. Инаку овој конак го обновува Заводот за заштита на културни споменици со средства од буџетот. И истиот конак неговата реставрација ќе оди во фази. Воедно манастирскиот комплекс се подготвува за чествување на престојниот патронен празник. Зголемен интересот за запишување во Универзитетот на Југоисточна Европа, интересот е за сите програми, но посебно се истакнуваат новите акредитирани програми, како онаа за архитектура и дизајн. На Универзитетот на Југоисточна Европа, интересот на студентите да се запишат во студиски програми е доста задоволителен, велат од студентската служба. Интерес за запишување има за сите студиски програми, особено за новите акредитирани програми. Идните студенти на Штуловиот универзитет за прв пат во новата академска година ќе имаат можност да изберат архитектура и дизајн и да се стекнат со квалификација магистер на науки во архитектура и дизајн. Оваа студиска програма е акредитирана и се нуди на Факултетот за современи науки и технологии. Се работи за 5-годишна програма, која на крајот на студиите на дипломираните студенти им овозможува квалификации преку кои ќе обезбедуваат функционални и естетски решенија за архитектонски објекти. Оваа студиска програма беше дизајнирана и им се нуди на потенцијалните студенти по долгото студирање на потребите на пазарот на трудот и барањата за постдипломски студии за овој професионален профил. Ние реализиравме анкети, ги анализиравме барањата и ги создадовме условите и за просторните капацитети и наставниот кадар, со цел да го обезбедиме најдоброто за студентите, вели деканот на Факултетот за современи науки и технологии професор доктор Адриан Бесими. Програмата архитектура и дизајн има квалификуван академски кадар од земја и странство, архитекти и дизајнери со многу активна кариера, како во наставните, така и во архитектонските проекти.
Универзитетот има современа работна средина, како и современи лаборатории и опрема, кои им овозможуваат на студентите да ги совладаат потребните вештини за професијата, што ќе ги практикуваат во иднина. Во соработка со локалните бироа за дизајн, ќе ги ангажира студентите во практична работа, со цел да ги применат знаењата стекнати од предавањата и да добијат нови практични искуства, вели декан Бесими. Студентите кои дипломираат нова област ќе имаат можност да бидат вработени во приватниот и јавниот сектор, вклучително и во студио за архитектонски дизајн или градежни компании, студио за дизајн на интериер, ниво на локална самоуправа, од општини до окрузи и региони, локални и странски институции за научно истражување, на кои главен фокус им е полето на архитектурата, градежништвото и дизајнот. Дипломираните студенти можат да бидат вработени како наставници во институции и технички училишта за архитектура, градежништво и дизајн. Универзитетот на Југоисточна Европа го објави конкурсот за запишување студенти во новата академска година, во кој во првиот циклус се нудат 20 студиски програми, во вториот 27 и 11 студиски програми во третиот циклус на студии. Според конкурсот за запишување студенти, во трите циклуси на студии на 5 факултети се очекува да се запишат околу 1300 студенти во кампусот на Штуловиот универзитет во Тетово и во Скопје. Во Гостивар започна 15-тата поред ликовна колонија. На оваа традиционална манифестација учествуваат учесници од повеќе земји од светот, но поради пандемијата тие работат од своите домови, а завршната изложба ќе се организира преку социјалните мрежи. Со завршувањето на колонијата ќе се организира онлайн изложба, ќе се представи на YouTube. Се надевам дека до година нема да има криза со вирусот и сите овие дела да ги изложиме на изложба. Тука работам 2 слики кои се однесуваат на актуелната состојба со COVID. Значи инспирацијата ја црпам од ова. Едно време бевме изолирани и сега можеме да ги одржуваме нашите активности како што сме научени. Решив да сликам една со дебарски мотиви. Тоа е оротово пар на мажи, затоа што потекнувам од Дебар. И сега да ја представам дебарската култура во Македонија. Физички напади и опожарено паркирано возило. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 21 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека неколку непознати лица физички нападнале 47 годишна тетовка и со закана со пиштол влегле во нејзиниот дом на улица Маршал Тито, каде била заедно со нејзината ќерка и одзеле пари, телефон и златен накид. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување и документирање на случајот. Ноќеска во 2 часот и 25 минути во СВР Тетово 47 годишник од Новосело пријавил дека на 9.8.2020 околу 23 часот и 30 минути неговиот 15 годишен син додека работел во угостителски објект на улица Илинденска во Тетово, поради недоразбирање околу нарачка бил физички нападнат од 17 годишникот Тетово. Преземени се сите мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Ноќеска исто така 45 минути по полноќ 22 годишникот Дебреше во полициска станица Гостивар пријавил дека на 9.8.2020 околу 22 часот и 10 минути во центарот на Гостивар бил нападнат со тврд предмет од страна на непознато лице на возраст од околу 20 години. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. На 9.8.2020 во 18 часот и 50 минути во полициска станица Тетово 28 годишник од Новосело пријавил дека околу 17 часот дека бил со неговото патничко возило со тетовски регистарски ознаки во близина на угостителски објект во местноста Бањиче, поради недоразбирање во сообраќајот бил физички нападнат со тврд предмет од страна на непознато лице, кое било со патничко возило со тетовски регистарски ознаки. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи и соодветен поднесок. На 9 август 2020 во 22 часот и 15 минути во СВР Тетово било пријавено дека поради проблем со инсталацијата било опожарено паркирано патничко возило со тетовски регистарски ознаки, сопственост на 44 годишник од Мала Речица. Повредени лица нема, а од страна на територијалната противпожарна единица Тетово пожарот бил целосно изгаснат. Викендов со одигрувањето на првото коло започна сезоната во првата македонска фудбалска лига. Двете тетовски екипи, Шкендија и Ренува, првенството го започна со нерешени резултати. Викендов се одигра надпреварите од првото коло на првата македонска фудбалска лига. Беа постигнати неколку интересни
резултати, имаше неколку и дерби дуели во првото коло. Беа постигнати следниве резултати. Во дербито на колото Шкупи Шкендија 2:2. Екипата на Шкупи после првиот дел водеше со 2:0 со двата голови на Дарбо Дембо во 6-та и 45-та минута, додека екипата на Шкендија во вториот дел успеа да постигне два погодоци и да израмни на 2:2. Љупчо Дориев во 60-та и Валјон Ахмеди во 66-та минута беа стрелци на головите за Шкендија. Интересен надпревар на градскиот стадион во Тетово одигра и екипите на Ренова и Струга Тримљум. Надпреварот заврши 0:0 без голови, меѓутоа двете екипи одиграа на вистина квалитетен надпревар со по неколку шанси на двете страни и доколку имаше победник на овој надпревар, без разлика кој ќе беше тоа, сигурно немаше да биде незаслужено. Највисоката победа во првото коло ја забележаа фудбалерите на Силекс, откако на гостински терен во Струмица забележаа победа од 6:0 против Беласица. Иван Ивановски во 47-та минута, Пепи Ѓорѓиев во 59-та минута, Денис Ристов во 70-та и 84-та минута, Стефан Ѓурич во 88-та минута и Кристијан Костовски во 92-та минута беа стрелци на погодоците за екипата на Силекс. Интересно е тоа што резултатот на полувремето на овој надпревар беше 0:0. Екипата на Пелистер на домашен терен ја совлада Академија Пандев со 1:0. Победничкиот погодок беше постигнат многу рано, уште во 10-та минута, а стрелец беше новото засилување Анес Хот. Интересен надпревар одигра и екипите на Македонија Ѓорче Петров и Работнички во Скопското дерби. Надпреварот заврши 2:1 за домашната екипа. Резултатот го отвори Боби Божиновски во 40-та минута. Во вториот дел, односно во 55-та минута, Димитар Тодоровски од Работнички изравни на 1:1, додека конечните 2:1 за домашниот состав беа поставени во втората минута од судиското надополнување на надпреварот, кога Ермедин Адем стрелаше во мрежата на Работнички за конечни 2:1 за Македонија Ѓорче Петров. Ова коло беше отворено во саботата со дуелот помеѓу Вардар и Борец. Гостите од Велес го добија надпреварот со 1:0 со голот на Никола Радовиќ уште во втората минута, односно во 70-та секунда од надпреварот. Можеби ќе звучи како изненадување, меѓутоа знаеме сите во каква состојба се наоѓа екипата на Вардар и овој резултат воопшто не е изненадување. Надпреварите од првата македонска фудбалска лига ќе продолжат следниот викенд, кога ќе се одиграат надпреварите од второто коло. Следува целосното интервју со Аријанит Џафери од Иницијативниот одбор против поскапувањето на струјата. Имавте протести против поскапувањето на струјата во повеќе градови во Македонија. Одборите кои што ги организираа протестите, вчера синоќа во Тетово имаа состанок. Кој е исходот од средбата и кои се понатамошните чекори? Па во средбата се договараше да искочиме сите со истите барања, значи иако тоа беше случајот и на првиот протест, но сепак значи одлучивме да ги прошириме малце, особено во четвртата точка, каде што сме барале да се креира едно независно тело за арбитража, за да се проверат квалитетот на услугите и на производите на енергетските компании. Така да одлучивме да бидеме поспецифични што тоа значи. Значи какви поплаки ќе се адресираат, на кој начин, кој ќе треба да ги направи. Така да вклучивме некои од барањата од групата од Скопје кои некако беа дел од нашите барања, но не беа специфицирани во како такви. Значи сега градовите што протестира минатиот четврток, на тие градови ќе се придружи исто и Кичево, а работиме напорно значи и Струга и Битола исто така значи да се кренат на оваа тема. Вчера за тоа се разговараше со цел да имаме повеќе реакција низ целата земја, да не биде само во дел од земјата, да не биде само северно-западниот дел на државата, него треба ова веројатно сите граѓани во земјата плаќаат скапи
скапа струја, значи скапи сметки, затоа мислам дека е многу важно низ целата земја да има вакви реакции. Да ни кажете, еве, да ги повторите кои се барањата, кои што нели ги кажавте на самиот протест, и она што рековте дека ќе го проширите, тоа рековте дека од некоја невладина е на некој начин вметнато кај вас. Вака, значи барањата остануваат тие истите, значи треба да се укине или да се значи ова поскапувањето да се поништи и понатаму значи да се намали цената на струјата, поради тоа што во време на пандемијата граѓаните се тешко погодени. Има голем број на граѓани кои остана и без работа и без никакви приходи. Затоа е многу важно значи во овој момент за да се задоволат апетитите на некои корпорации, да не се удира по џебовите на и така сиромашните граѓани. Второто барање е да му се иземе правото за монопол за услугите на електростопанството на компанијата ЕВН, пошто моментално тие ги вршат услугите за дистрибуција, со тоа што да дојде значи до подобри услови, подобри услуги и за граѓаните. Третото барање беше значи да се креира, усвари да се укине регулаторна комисија, поради тоа што еве веќе и овие денови и самите тие покажа и докажа и признаа дека работат само за интересот на компаниите. Нели рекоа дека струјата може да се намали поскапувањето, да се измени, да се поништи или да се намали само со барање на компаниите. Значи тоа е јасна слика дека за кого работат тие. Затоа треба да се укине такво тело, поради тоа што нема некој контрабаланс кој ќе ги брани граѓаните од такво мафијашко здружение. Владата вика дека се тие независно тело и не може да ги контролира, но кој ги брани граѓаните во тој случај? Значи, ако не владата, ние сме порезни обврзници и граѓани на оваа земја, кој не брани нас од такви независни институции, кои кога ќе им текне ќе ги покачат цените на струјата, поради тоа што компаниите сакат. Значи, затоа треба да се укине ова. И четвртото барање беше тоа креирањето на тоа независно тело, арбитрарно тело, значи што ќе ги провери, како што реков, не само квалитетот на услугите и производите, него и некои од поголемите проблеми и поплаки што граѓаните ги имаат. Медиумите веројатно до сега многу пати известувале, но и граѓаните, значи цело општество е запознаено со долгите редови за плаќање на една сметка, значи нехуманото однесување, некоректното однесување на овие компании кон потрошувачите, кон граѓаните. Уште полошо е што ако некој има некоја поплака, не знае ни кај да ја адресира, значи луѓето и плаќаат сметки кои не се потврдени, сметки, големи сметки во време кога тие биле надвор од државата и се вратија. Значи има многу проблеми кои мора ова арбитрарно тело да ги спроведе, да ги контролира, да ги решава на некој начин. Тетово е организирано од група активисти, значи не организацијата Еко Герила не е дел од организациониот одбор, како граѓанин и граѓански активисти, јас сум дел од тоа, но не организацијата, за да бидеме јасни. И другите активисти, значи има и од други организации кои исто така не ги представуваат организациите од каде што доаѓа. Значи ова е нешто друго, ова е нешто по-генерично. По некои други градови разбравме дека се организирани од страна на група навијачи или организации пак, значи, но сепак секој град си има своја независност, автономија, така да кажеме, да се организира како што сака. Важно е да се организираат. И многу е важно, значи, да се држиме до истите барања, затоа што мислам дека се посеопфатни и поозбилно е кога ќе излеземе со истите барања. Затоа се координиравме вчера во Тетово, а неделава, веројатно во четврток, ќе се обидеме за друг таков настан некаде у Скопје или у Куманово, за да се видиме и со групата на Битола и на другите градови што сакаат да се активизираат на ова прашање. Она што го кажавте, независно тело, таа одлука е вчера донесена, така? Одлуката
за независно тело, арбитражно тело. Не, тоа беше како наша четврта точка, само што сега ќе содржи специфични цели, значи каква улога да има тоа независно тело. Значи тоа го имавме ние на првиот протест. Се прецизирано каква улога да има. Да, сакаме да прецизираме, но без да ограничуваме. Значи ќе додаваме што треба да прави, без да ограничуваме на тие неколку активности. Поради тоа што има многу поплаки, има многу барања што да се внесе во барањата. Сепак, значи, тоа тело ќе треба некако да ги контролира, да ги спроведе, да ги разработи некако. Дали тоа тело можеби ќе значи, за нешто прекинав, да ја замени таа регулаторна комисија со поголема, да речеме, независност, ајде? Па мислам дека тоа тело ќе треба повеќе да се занимава со квалитетот на производите, пошто регулаторна ги регулира цените. Ние баравме да се укине регулаторна, мислиме дека комисијата за фер конкуренција или како се вика, не сум баш сигурен, таа комисија може да ја направи работата на регулаторна, при тоа без да работи само за интересот на корпорациите, него да работи и за интересот на потрошувачите. Во друго време, значи, ова тело треба да работи како, не знам, како комисија некоја што ќе ги контролира овие поплаки, да види зошто се случуваат работите што се случуваат и зошто се случувале. Значи има луѓе кои не плаќаат струја со години наназад, а има луѓе кои за две сметки ќе се исклучат од мрежата. Значи има некоја голема неправда. Постојат сомнежи информации дека дел од струјата на тие што не плаќаат, ја плаќаме ние што плаќаме. Значи, а сепак долгот кон нив не е избришан. Значи, сепак тие пак се на некоја камата, на некој долг, се борат со извршители горе-доле, а од друга страна, значи, нам ни се доделува некако, не знам, на каква пресметка се прави, значи да сите ние тие губитки, ако можам да кажам така, што ги трпи компанијата, значи ако што не ги собира парите, ние им ги даваме, пошто ни ги стават у сметка. Само што проблемот е пак и долговите продолжуваат да бидат активни. Значи, вакви работи треба да контролира телото. Уште едно прашање, Ранит, кои се вашите следни чекори, рековте состаноци, дали се најавуваат нови протести? Да, секако. И тоа што рековме во првиот протест дека ќе биде по една недела, значи ние планиравме за четврток да ни биде следниот протест, но вчера одлучивме да биде петок навечер, или зависно од температурите како ќе бидат, ќе одлучиме точно време, поради тоа што има низ повеќе градови, значи да кажам, послободни се луѓето во петок навечер, поради тоа што завршиле со неделните обврски работи и така натака, и може да искочат, пошто имаше многу луѓе што сакаа да бидат на протеста, не можеа. И за овој протест планираме нешто различно, значи нема да биде као протестен митинг во центар, значи ќе се одвива на неколку локации низ градот. Така да ќе информираме за детали. Добро, фала многу.
Проследете го спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!